Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Новиот учител беше многу поинаков. Дури и Јове, познатиот фалбаџија, остана без зборови за методите што ги применуваше. Учителот се молеше, а потоа следеше шокот број 2. Ако сакаме добро да се согласуваме, тогаш ни се потребни нови училишни правила. Сакам вие да ги предложите. Тоа му го одзеде здивот на Јове. Никогаш не се случило вакво нешто. Не препишувајте едни од други. Тоа е добро, но правилата важат само кога има казна, кога не се почитуваат. 3 удари за оној што препишува. Леле, во тоа време учениците биле казнувани со стап. Наставникот го напиша ова и другите правила на таблата. Неколку недели се одеше добро, но едно утро учителот влезе во училницата и беше многу тажен. Оставете ги книгите затворени. Имам лоши вести. Некој ги прекршил училишните правила и го украл сендвичот на Јове. Дали виновникот ќе признае? Сите го задржаа с дивот. Малиот Томе, кој седеше во првиот ред, тептавеше. Јас го направив тоа. Бев многу гладен, па го зедов. Многу ми е жал. Родителите на Томе беа многу сиромашни и често немаа храна. Никој не сакаше да го казнат, но учителот мораше да биде доследен. Вие ги поставивте правилата. Виновната страна мора да биде казната, во спротивно никој повеќе нема да се покорува. Томе, излези напред пред класот. Казната за кражба е 10 удари со стап. Учителот го зеде стапот. Чекајте, тоа беше мој сендвич. Му простувам. Јове, тоа е љубезно од тебе, но мора да има казна. Тогаш натепајте ме мене наместо него, но не удирајте го Томе. Во ред, така може. Во правилата се вели 10 стапа, но не се кажува кој ќе ги добие. Тогаш класот искуси како невина личност доби ќотек кој требаше да го добие крадецот. Тоа беше почеток на пријателството на Јове и Томе. Сите внимателно слушаа додека учителот потоа им зборуваше за Исус, кој на себе ја презеде казната за сите луѓе во светот. Велики петок не подсетува дека Исус е невин и дека е казнет на наше место. Сите ги прекршивме Божите правила. Поради таа причина, Исус доброволно дозволи да биде казнет. Ја зеде смртната казна кога умре на крстот. Секој кој верува во него е слободен и има вечен живот. Великден е гаранција дека Исус воскресна и живее. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!